Со отворено студио, уметничко катчи и предавање, Универзитетот Гоце Делчев го одбележа Светскиот ден на науката. Денес, освен за примената на науката во секојдневието, студентите имаа можност да слушнат за најголемите измени во неа. Во последните 10 години сведоци сме на ненормално лажирање или измами во областа на науката. Представувам неколку сериозни измами во областа на науката во ова предавање на светско ниво. Ќе видиме дека дури и добитници на Нобелова награда лажирале, правеле измами. Дел од одбележувањето на овој ден беа и студентите на музичката, филмската и ликовната академија. Со моето дело јас сакам да прикажам дека за да разбереме едно уметничко дело мораме да размислуваме и да имаме некое знаење, да ги познаваме нештата, да разликуваме. Истото е потребно и за наука, за да разбереме нешто што е поврзано со науката, потребно е да размислуваме, да го согледаме. Тука сме да ги снимеме сите активности што се случуваат денеска на овој УГД ден со студентите, со средношколците. После тоа сите снимки што ќе ги имаме, ќе ги измонтираме и ќе пробаме да го представиме УГД на најдобар начин и филмчето што е можно подобро да го направиме. Денот на науката е само еден ден од низата активности кои Универзитетот Гоце Делчев планира да ги реализира во наредниот период. Ова е само почеток на она кој што ќе представува тековно одбележување на сите важни датуми прогласени од меѓународните организации и она кој што ќе го прави универзитетот. Следната активност ќе биде и одбележување на меѓународниот ден на студентите, македонскиот ден на студентите. Во склоп на одбележувањето, Универзитетот Гоце Делчев имаше и отворено студио на студентското радио.